Биле, еве ќе продолжам вие кај што да станавте. Не го кочиме. Но вие објаснете пред јавноста дали во тој заем стои јасно и гласно наведено дека оваа власт се сложува во рок од една година да го затвори Теснеготиро и до 2027 мислам дека беше да ја затвори Рек Митола. И дали оваа власт воопшто знае што ќе се случува потоа. Имајќи ги предвид сите дискусии овде што се ги имале. Мислам дека не е во ред да ве држат надвор од реалноста. Не е добра. Јас избегнувам секоја што имавте серија на прашања за локалната самоуправа, таму си кажуваат граѓаните на локални избори, исто го кажуваат и за работата на централната извршната власт на редовни или превремени парламентарни избори. И мислам дека толку веќе сме раздалечени едни од други, каде што веќе допирни точки за логична расправа, аргументирана, веќе нема. Освен тоа да се дигне рака и да се иде на превремени избори. И таму ќе видиме веќе каква ни е фактичка состава. Бидејќи вие спомнувате за некои тендери пред 10-15 години или во 903 година, ама знаеме дека во извештајот на ДЗР вели 1 милиарда евра се проневерени во сомнителни набавки. Заедно го добивме документот. И сега каде ќе се движиме? 350 милиони велиме евра дека ќе дојде помош, што не сте ги добиле се уште овдека, не знаеме кој ќе стигнат, не знаеме што ќе се одржат, освен она дека укажа дека 160 милиони, повеќе од пола од нив, ќе видат за поврат на ДДВ. Па ве молам. Држава сте ли што сте? Повратот на ДДВ е тековна работа. Се проектира во развојот на фирмите, во тековното работење. Очекува бизнисот дека ако се го изврши тоа, има за поврат на ДДВ и ќе му биде вратено. А не да ни се прикажува тука како мерка за помош на стопанството. Хајде да кажеме сега дека и платиме ќе бидат. Кога ќе ги тргнеме сите тие работи на страна, кога ќе дојде дискусијата, ја ви тврдам дека повеќе од 20 милиони евра нема да биде директна помош на стопанството. А 20 милиони евра се толку средства колку што истиот извештај на ДЗР кажува дека во само исчезнале. Во извештајот на институцијата што ја дава дека не постојат. И не можеме ги дајдеме кај се. Не ни се добри работите. Имаме распад на системот. Имаме пат на довербата на граѓаните во институциите. И имаме криза од која што не можеме никако да излеземе. И знам дека тоа не е правилниот начин. И можеби навистина треба дискусијата да насочиме натаму. Наместо тоа да речеме кога и каде било полошо, како би можело да биде подобро и дали тоа можеби најдобро би било да биде преточено во изборни програми на превремени избори. Ви благодарам.